Во рамки на проектот на Министерството за култура за конзервација и реставрација на фасади во старите градски јадра, обновен е уште еден објект лоциран во старата Скопска чаршија. Станува збор за објектот на улица Евлија Челебија Безброј, кој е еден од најстарите дуќани за боење текстил. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска истакна дека овој дуќан датира од почетокот на 20 век и содржи автентично зачувани архитектонски карактеристики типични за дуќаните од тој период. Дозволете ми да го изразам моето големо задоволство што денес имаме можност да промовираме уште една обновена фасада овде во старата Скопска чаршија во рамките на проектот за обнова и зачувување на архитектурата и стилот кој што го поседува старата Скопска чаршија. Нешто што сакам да го истакнам е тоа што овој објект е граден негде на почетокот на 20 век. И покри зачувувањето на архитектурата на самата фасада, нешто што е од исклучително значение е тоа што овде се негува еден занает кој што гледаме дека не може да изумре. Значи занает кој што е единствен и токму овде собствениците го негуваат, а тоа е боедисување на ткаенини. Една технологија која што со години ја работат, ја наследуваат и идејата е да пренесат и на аманетот го чуваат, како што ми кажа и собственикот, значи го прочитав и во еден весник, значи неговиот татко аманетот го пренесува од неговиот дедо, сега он како негов син, наследник, сака аманетот да го пренесе на неговите синови, така да еден занает кој што со години се негува овде, тоа е, како што кажав, боедисување на ткаенини, нешто што е исклучително значено и кое што токму само во овој дуќан се прави. Министерката за култура информира дека се променети целиот покрив, фасадата и прозорците на дуќанот, за што се издвоени 2 милиони денари. Зачувани се и казаните каде што се бои ткаенината. Сето ова што го правиме во насока на овој проект за обнова на фасадите во старата Скопска чаршија има неколку повеќе придобивки. Значи покрај, како што кажав, зачувување на архитектурата, на нешто што е значајно за старата Скопска чаршија, е многу битно што овие стари занаети, кои што ги среќаваме овде, сме живееле, што се вели, со старата Скопска чаршија, со сите овие занаети, се продолжуваат да се негуваат и ги има повторно, се разбира, овде и самите собственици на сите тие простори ќе имаат можности подобри услови за работа со самото реновирање и зачувување, се разбира, и на самата архитектура, промена на кров и на сите оние процедури кои што се наоѓале во самиот проект. Собственикот на дуќанот Хембој, Екрем Незири, изрази благодарност до Министерката за култура, која, како што рече, го исполнува ветувањето. Министерката се кажа, само можам да ја поздравам, ветувањето го исполни со еден збор, дојде со еден ден и одма утре дента ми ги испрати екипата за да види што е работата како. Оглавно, јас сум од министерката, нема што да кажам, она ми кажа све дека е наследство, од данна постоиме, ми бојаджија овдека сме, единствени бојаджија во, да кажам и во Македонија, нема веќе бојаджи. Ова аманет ми е од татко, исто така го наследев као бојаджија, уште го држам аманетот, нема работа како што било порано, па сега аманетот мора да го држам на место. Директорката на Конзерваторскиот центар Скопје, Ема Петрова, нагласи дека успешно ја реализирале програмата за 2016 година. Во врска со работењето на Националната установа Конзерваторски центар Скопје, која успешно ја реализира програмата за 2016 година, конкретно во старата чаршија беа конзервирани и реставрирани 3 објекта. Оваа година продолжуваме со истата динамика. Во моментот се распишува јавна набавка за објектот каде што е сместен конзерваторскиот центар. Изработивме уште 5 други проекти за конзервација и реставрација на објекти во старата чаршија и ќе продолжиме со нивна реализација.